Kryeministri Kristian Mickoski prej që të hënën të ketë ulje të çmimeve të derivateve të naftës dhe stabilizim të inflacionit. Për shkak se këtë periudhë ka shumë lëvizje të çmimeve në bursë, vendi ynë çmimin e ri pritet ta thotë fillimin e javës që vjen. Па видете, сега е прерано да зборуваме, но она кое што го гледаме дека денеска имаме мал скок. Вчера цените се движеа некаде околу за брентот, отприлика 83-84 долари за барел. Денеска имаме повторно некое нагорно придвижување околу 87-88, но далеку под 100. Така што јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но на што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Kryeministri u lavdërua se qeveria është tërhequr nga akciza dhe TVSH-ja vetëm për ta mbrojtur standardin e qytetarëve. I pyetur se sa ka mundësi që të intervenohet tek çmimet e produkteve bazë, ai theksoi se pret stabilizim të inflacionit, ndërsa u arsyetua se ka shtete që kanë parametra më të këqinj, ndërsa kjo qeveri tha se po punon për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Јас правев една анализа лично и ги споредував јуни месец 2026 со јуни месец 2022. Отприлика тоа се две слични години. Зошто? Затоа што тогаш почна војната во Украина, а сега е војната во Иран или во заливот. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Të hënën çmimi i naftës në vend u rrit për 4,5 denar, kurse benzina u rrit për 3 denar.